Пораст на социјалните и медицинските услуги, зголемена дистрибуција на презервативи. Од Центарот за развој и напредување на јавниот живот Тетово ги соопштија податоците од програмските активности за изминатата година. Активностите се дел од програмата за здравство на организацијата и Центарот за намалување на штети од употреба на дроги. Медицинските и социјалните услуги бележат пораст и за ова година имаме нивно зголемување во однос на претходните години, со тоа што програмата, тоест делот од социјалните услуги изнесува 1278 услуги на годишно ниво, заклучно со 30 ноември и представува зголемување во однос на некаде околу 100 услуги, поединечни услуги дадено на корисниците на нашиот центар, а во однос на медицинските услуги имаме зголемување исто така во однос на претходниот едногодишен период, од прилика некаде околу 50 услуги повеќе за нашите корисници. Правните услуги исто така бележат пораст во однос на претходниот едногодишен период, а исто така и дистрибуцијата на игли и шприцеви. За овој период, значи, дистрибуирани ни се 11.915 игли, значи, од јануари до 30 ноември 2014, а за шприцевите бројката изнесува околу 9.665. Програмите се поддржани од Глобалниот фонд за борба против ХИВ, СИДА и маларија, како и Министерството за здравство. Од наредната година за Република Македонија Глобалниот фонд нема да доделува грантови за ваквите активности. Поради тоа Центарот за развој и напредување на јавниот живот има изработено 4-годишна стратегија која е усвоена од Советот на општина Тетово. Се надеваме дека преку таа програма ќе успееме да ги анимираме и сите останати други институции и организации кои што имаат допирни точки со нашето действување, за да можеме и сите тие програми да ги одржуваме и во периодот после 2016 година. Доколку не се случи такво нешто, тоа се доведуваме до ситуација да се појави зголемено присуство и на хепатит, секако и на ХИВ или на СИДА, а тоа се покажува од оние податоци кои што, иако ние вршиме тестирање за ХИВ, СИДА и хепатит, во овој едногодишен период имаме еден нов случај на ново пријавено лице, значи кој што е ХИВ позитивно, и општина на Тетово представува втората најголема општина во Република Македонија после град Скопје со бројка на пријавени лица кои имаат ХИВ или се позитивни. Од Центарот со апел до граѓаните да искористат можноста за тестирање за ХИВ, СИДА. Тестирањето и сите останати услуги кои ги нуди Центарот се бесплатни. Сите тестирања кои досега таму се извршиле биле со негативни резултати.